Викендов младината на УМС при локалниот комитет во Велес го држа за годинава првиот состанок со физичко присуство во просториите на ВМРО ДПМН во Велес. Председателот на Велешката унија на млади Никола Наков објаснува за што се разговарало на средбата. И што се случуваше на последниот одржан состанок на Унијата на млади сили? Главна цел на одржување на првиот состанок со физичко присуство на Унијата на млади сили како општински комитет на ВМРО ДПМН во Велес е враќањето на довербата кај младите и зајакнување на структурата на подмладокот на ВМРО ДПМН. На состанокот присуствуваше и председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Сергеј Попов и подпредседателот, воедно и координатор на Унијата на млади сили за Велес Филип Ѓорѓиев. Како опозиција мора да понудиме надеж во младите, во кој што за нас останува државата во која сакаме да живееме. Разговаравме за потребите и проблемите на младите и секојдневните нивен ангажман. Разговаравме за матурантите кои секојдневно се на улица. Ние како подмладок ги поддржуваме младите и во Велес и во Република Македонија. Тука сме за нивно олеснување на процесот во кој се залагаат они. Младите се бунтовни секој ден. Гледаме дека се во поголем број се на улица и си ги бараат своите права, но за жал централната и локалната власт немаат слух за проблемите на младите. Замислете, ниту еден младински проект, ниту една канцеларија за млади, ниту еден совет за млади во Република Македонија не функционира, а ние сакаме да младите да ни останат во Република Македонија, тука да твориме и тука да составаме. Доста е тешко во овој период и во иднина размислуваме како да ја подобриме оваа слика ние како партија и како подмладок на политичка партија во тековните активности во процесот на локалните избори. Ги опфативме и тековните активности кои ние како подмладок ги обработуваме. Го презентиравме акционениот план во наредните 3 месеци, во кој што секој 3 месеци ќе имаме состанок со физичко присуство со председателот Сергеј, кој ги посетува сите општински комитети во Република Македонија и тековно го известуваме со ситуацијата во нашиот град, докаде сме, што сме сработиле. Во разговорот, Наков истакна дека голем дел од фокусот на темите за кои што разговарале биле матурантите и предизвиците на младите со кои што секојдневно се соочуваат. Младите се секојдневно се во поголем број на улица, секојдневно се соочуваат со нивниот проблем во процесот на образованието, матурантите, квалитетот на универзитетите. Замислете, ниту еден универзитет од Република Македонија не е на Шангајската листа. Младите не се задржуваат со корупција, сиромаштија и хибриден режим. Тешко дека има интерес на младите за опстанок во оваа држава, без ниту еден капитален проект за млади, без ниту еден проект за млади, без ниту едно работно место отворено за млади. Многу тешко. Очекуваме после отварање на границите, после смирување на коронавирусот, дека многу наши роднини и пријатели, братучеди, другари ќе се иселат од државата. Главна цел ни е дека мора да се вклучиме како млади во изборниот процес на одлучување, бидејќи на нас останува државата. Ние сме тие што сакаме да ја одржиме во живот и да сме тука за неа. Како што потенцираше Наков, во идниот период фокусот на УМС ќе биде ставен на локалните избори.